вака гостиваре и Македонија. Гледајте ги сега овде, две сега пребација преку. Гледајте ги, овие, а чувам и напака. Значи, еве, денеска сме недела сме денеска, а една жена вчера, сабота, ме срета по пат, вика те следам за секоја чест. Меѓутоа ја нападнале кучиња пред неколку денови. Не знам каде, баш на ово место некаде се узминавме. Има фијаци луѓе преку себе, да, еве се тука, значи тие се тамо тројца, двајца тамо побегнаа преку улица, еве се тука уште двајца. Видите? Да. Еве тука сега уште еден. И ова е ни сел гостивар исто. Жената ми вика вака: направи ова нешто со кучињава да ги немат. Значи цел гостивар врие. Викаат врие и цела Македонија. Не ме интересира за другите градови. Дајте ме со овие. Значи прво кога се луѓе нападнати, тоа е скастати, прво буџетот на општина да се празни. Тоа е број еден. Второ, мене еден човек ми рече кога јас би земал такви пари кои се пуштаат, така би кажа во видео, има, тоест во порака има некој месец и половина, од Тетово беше човекот. Вика, кога јас би добивал такви пари за кучињата, како што ги добиваа некои институции, за 2 дена, вика, едно куче нема да има во Тетово. Ќе ги згрижам. Значи, секој може, значи, ова треба да се очисти што е во гостивар. Значи, ова е катастрофа. Значи, луѓе се плашат. Значи, напаѓаат некогаш и луѓе. Не некогаш, што веројатно во Македонија имаме секојдневно нападнати луѓе од кучиња. Ова се кучиња скитици, значи кучиња јадачи. Ова не се миленици. А тие од Анима Мунди, од тоа што слушнав, еве исто да им кажам, дека човек што ми кажа пред некои 10-15 дена, дури ми имаше напишано, за таа што била главна во Анима Мунди, вика, живее во Германија, седи тамо, со некој си дечко или швалер, дечко веројатно, и викат, тие му прачаат од тука нонстоп, му се прашале тамо во Германија пари, веројатно да ужива. За ова имам факти. Не го зборам дечкото, човекот, тоест не верувам дека ме лажат, пошто ја знаел таа ситуација многу добро. Така да, за Анима Мунди толку нив не ги интересира, тие само знаат да лаат, пошто се врзани во голема мрежа и земаат донации од секаде, и од странство и од тука, бидејќи како што гледаме и како што некој од народот ми пишува, дори јавно тamo пишува, вика, повеќе се, викат, некои институции се грижат за кучињава, љангачи, јадачи, мислам, не за миреници, отколку за сиромашните луѓе. Ете, така Македонија, гостиваре мои, градоначалник, направите нешто во, значи, не е проблем да се исчистат. Во еден некој стационар, па и 2000 да ги има, и 3000. Нека седат тамо, бе. Веројатно гарантирам луѓе ќе донираат, еве тука од гостивар. Кој колку што може, 50 по 100 денара, сите ќе донираат. За да ги храниме. Тоест да ги храни некој што тамо ќе биде за нив задолжен. Иначе ова е катастрофа, значи и буџетот се празни, многу кастати луѓе, колку тоа за едно кастато, а не дај Боже, значи деца се жени ги кастуваат, а не дај Боже да стане нешто полошо. И со овие кучиња мора да се реши. Да, еве, бидејќи сега ми текна, излегов да пешачам, па таа жена што вчера ме сретна, вика, молим те за кучињата, направи уште едно видео. Еве, за тоа специјално добро што ми текна и баш ги видов тука. И ги има на здраво, на секој чекор ги има. Поштовање, кој е само? Добро е, вие? Се најубаво. И значи, дајте бе, значи да не ги гледаме другите градови бе, да се гледаме ние самите. Дајте да ги решиме, да се решат овие кучиња. Не е голем проблем. Верувајте дека не е голем. Ако некој мисли и нели, еве од општината, ме следат луѓе, тоа го знам, и нема кој не ме следи мене. Дури ме следат и луѓе блиски до премиерот, и тоа го знам. Ме следат најголемите бизнисмени тука во гостивар, што имаат, па можам да кажам, и со богатство со преку 100 милиона евра. Бидејќи тоа сум го видел. Кога стиснале следам.
Иако тие ништо не донирале никогаш, зборам кај мене. Кај мене. За тие луѓе што бараме донации и не мора, да. Меѓутоа, со кучињава да го решиме проблемот, мислам дека не е тешко. Не може кучињата да бидат поважни од нас луѓето. Некои питаат по улици, некои живеат во тешка сиромаштија, а кучињава уште да ги раниме, нели? Наместо да се ранат и да се помогне на тие луѓе, некој за кучињава зема големи, огромни пари, ги спомнав тие анимамунди, но не, видиш, таа си живеела во Германија со некој си дечко, од тука му прашале пари, нели? Кога ќе му затребале пари, се пуштале во Германија. А ние и тамо лаат, повеќе се 95% жени, нели? Веројатно и тие имаат од тоа корис. Тие ги сакале повеќе кучињата од децата. Меѓутоа, нашите деца, го кажав во едно видео, но не и од нивните деца и внуци. Там имате прекрасен ден и гостиваре, цела Македонија, а ова градоначалник гледајте со кучињава, дај да се реши. Мислам дека не е проблем голем, не е проблем голем. Многу е мало.